Некако како по традиција во кругот на најблиското семејство, заедно со голем број православни христијани, овој ден го поминуваме во соборниот храм Овдекај, се со цел да ја проследиме свечената литургија, а исто така и да го одбележиме моментот, бидејќи денеска е еден голем, можеби еден од најголемите христијански празници, тоа е рожденството Христово, мене случајно именден, бидејќи сум христијан, така што за мене и за моето семејство ова представува еден посебен ден. Ја користам оваа можност на сите граѓани во Република Македонија, на вас, представниците на медиумите кои што го славите овој голем ден, голем празник Божик, да ви го честитам, да ви посекам многу радост, здравје, среќа на вас, на вашите семејства, успех во работата, така што еве, ја користам уштенешка оваа прилика да ги упатам мои честитки на сите граѓани во Република Македонија. Вчера беше банник, се кршеше погача со паричка, како го се падна во вашиот дом? Да, вчера беше банник, повторно во кругот на најтешниот круг на моето семејство, кршевме паричка, паричката падна кај мене. Не го оценувам тоа дека е задирање во секуларноста на државата. Децата, предпоставувам, на тој начин ги изразуваат својата определба, верувањето во Бога од најмали години, така што мислам дека човек кој што верува во Бога од најмали години може да се развие само во правилна личност, да ги почитува сите своји другари, сите своји понатамошни колеги, роднини, пријатели, така натаму, без разлика на нивната верска припадност, национална припадност. Така што мислам дека верувањето во Бога напротив не представува пречка, но напротив представува еден вид на почитување на и останатите религии, вери и нации кои што се дел од оваа мултинационална држава Република Македонија. Воедно изјавивте дека ВМРО не е вклучено во процесот за решавање на споровите. Да, на неодамнешното интервју кој што го давав за националниот сервис македонската телевизија, кажав дека до овој момент немаме никаква информација како се одвиваат преговорите, која е нивната содржина, суштина, така што еве заклучно и со овој момент можам истото тоа да го потврдам, што впрочем го потврди и најголемата опозициона партија во кај нашиот јужен сосед, односно нејзиниот председател, господин Мицотакис, исто дека кажа дека и кај нив најголемата опозициона партија не е вклучена, не е дел од овие преговори, така што не би имал што да додадам. Можам само да кажам дека на овој начин ние не можеме понатаму да коментираме било што би значило евентуално решение кое што би го постигнала владата предводена од господин Зоран Заев и владата предводена во нашиот јужен сосед од господинот Алексис Ципрас.